бевме неразделни, но дојде миг кај што пругата на две не раздели. Имавме чаша полна љубов искрена, но се скрши во оној час кога заплакав за нас. Лажев јас, лажев јас, лажев јас за се и верував, верував ке помине. Се лажев јас дека може како некогаш да е. Крајот близко е. Најтажно нешто во еден храм на срца две е кога едното ке замине онаму кај што нема враќање. Имавме чаша полна, полна доверба, но ја скрши ти во оној час кога замина без глас. Лажеше, лажеше, лажеше за се. Не кажав, а добро знам, без раме лажеше. На страни две молчиме, а се сме кажале. Зарвака после се. Лажев јас, лажев јас, лажев јас за се и верував, верував, без раме лажеше. Се лажев јас дека може како некогаш да е. Зарвака после се. Така е насловена новата песна, ово беше и видеозаписот за истата. Сара Мейс повторно би рекла за релативно кратко време ни подарува нешто ново од нејзе и драго ќе ни биде во продолжение да говориме малку повеќе за тоа како настана и оваа песна, а и видеозаписот. Така што еве време да ја посакаме добри деде. Сара, драго ни е што денеска и ти си дел од Македонија денес. Добре, најдов, драго ми е на мене многу, зашто со вас секогаш муабетот ми оди прекрасно и се смеам многу, така сега морам да забележам кога кажа лажев, замислев ќе кажеш лажев за одбојгарите и за успеси и идни планови, ама сега ќе зборуваме вистината со Сара. Вистината со Сара, да, денеска ќе имаме навистина многу кратко време, но во секој случај секогаш како и самата што кажа да е убаво со тебе кога разговараме. Лажев со Дамјан Печиновски нешто најново за кусо време, секако повторно актуелна на музичката сцена. Што да ви кажам, за лажев нешто да ви раскажам. Лажеш? Да, ја, например, кога нема да ми верувате. Кога погледнав првиот пат нели комплетно песната и спотот, навистина можам да кажам, ми се допаѓа како е тоа вклопено, повторно нешто што одговара, значи она што го слушаме со она што го гледаме, нешто едноставно, но во секој случај Не лажи се. Замислата дали беше овој пат твоја, бидејќи знаеме дека вообичаено ти конците се во твои раце кога се во прашање твоите изданија? Па
Не само јас, сепак во проектов сме заедно со Дамјан. Иначе идејата ни беше да точно да направиме прост, ќе кажам, не прост, а едноставен видеозапис, кој што нема да пренатрупува со информација, за да може да се доживее песната баш онака вистински, емоциите и текстот и се што сака да каже песната и саундот на песната. Затоа сакавме едноставен видеозапис, мислам дека го постигнавме тоа. Црно-бело, там ја не јас, толку. Да. Кои се првите коментари од редовната публика на Сара Мејс? Секое твое ново издание бива со некои одредени коментари и полемики, па дали Лажев имаше можеби некоја полемика и некој коментар околу сето тоа? Па дека сум лажала секогаш. Дека сега призна јавно. Конечно. Сега призна. Па не знам, има секогаш, мене ми е многу драго што има, заради тоа што е подобро да не се рамнодушни, отколку да бидат рамнодушни, така што... Целта е постигната, се слуша. Да, супер. Драго ми е што допира. Оваа песна, мислам дека баш, како ми ја коментира, како вслушлива, дека не знам, има нешто... Да, повеќето велат дека има нешто привлечно во саундот, кое што не можат да го објаснат зашто има толку многу привлечно. Да, а секогаш текстовите кај тебе барем го привлекуваат особено вниманието. Сакам да прашам од досегашните песни дали се уште најмногу се зборува за врне за тој текст или бидејќи претходната беше навистина интересна и тука имаше доста коментари, меѓутоа која песна најмногу ете така останува, се коментира делови од неа, луѓето ги употребуваат постојано? Мислам дека се уште ниту една песна не ја победила врне во однос на нешто што најмногу им останало и најмногу го коментираат. Значи, дури честопати знаат да ми се обраќаат со врне, дојди. Како кажа, врне, Сара, не Да. престане, и летото не сека да ни дојде. Јас би сакала да те прашам во однос на стилот, настапот, начинот на изведба, видеоспотовите, смелоста која што имаш. Очекуваме можеби од тебе и да излезеш надвор од границите на Македонија. Размислуваш ли можеби за интернационална кариера, некоја песна која што можеби ќе биде на англиски јазик да се пробаш на другиот пазар? Па после Лажев и видеозаписот за истата, заборавивме да споменеме дека благодарение на Ѓорги Вацев и Пеца Здравковски беше тоа возможно. Ми се случи на моје огромно задоволство, но сега за сега е се уште нели разговор по телефон, по WhatsApp, по мејлови и такви работи, ама е многу убав проект. Се надевам дека во брзо време ќе се реализира. Почнав да го снимам. Значи, снимаме со Крек Бейли. Тоа е една саксофонист, можам да кажам, движечка фигура во джезот, живее во Нью Йорк и со Рей Чарлс свирел последните години од неговиот живот. До сега снимивме 3 песни. Сега баш викендот бев во Софија, па сега плановите се летово да се враќам таму одново, за да доснимиме албум и сега се раскажа, па требаше, можеби не. Ама нели пред време да не си, како се вика тоа, во секој среќа, случај не си има урочам, нешто се случува. ама многу убаво искуство, навистина прекрасно. Баш сега се вратив пред некој ден, не знам, бев неколку дена таму и не знам, преубаво. Сега на англиски се случуваат тие работи. Имам понекогаш проблем. Мислам, нормално е да Крек сака се да е перфектно, бар совршена перфекција. И Знаеме ние се колку си ти трудам, давам упорна се од кога себе, нешто да. работиш, така да сигурно сум дека и тие Да. можеби недостатоци кои што ги има забележано за многу кратко време ќе ги надминеш, па да те видиме на да, некоја од сепак светските мислам сцени. дека се надевам дека наредното лето ќе може да бидеме, нели, оваа година претпоставам дека проектот ќе биде во изработка, а од наредното лето веќе можеби ќе може да се случува нешто. Нели, за тоа време, односно во меѓувреме додека да се случи тоа, тука си работиме нормално како претходно и како што планираме во иднина. Ма уште го планираме во иднина. Еве со бендот сега спремаме многу интересни, убави работи и така. Се спремаме за летово фино. Дали тоа значи дека летово ќе биде исполнето со настапи и во живо, заради тоа што тие се веројатно најдраги на публиката, тогаш може навистински да почувствува енергијата Да, од близко? апсолутно. Мене ми е секогаш поголем предизвик да пеам во живо отколку во студио. Односно, нели студиото си има своја убавина, ама на пример кога ќе се чујам на плейбек, еве не знам, ете пак врне ќе ја земеме за пример, настапот во живо на Скопски фестивал ми е многу повеќе драг отколку самата аудио снимка, исто така и повеќе песни, мислам дека тоа е најубаво кога некој во живо може да даде искрена емоција, тоа е тоа. Значи се спремаме, да,
имаме веќе закажано неколку настапи, но нели сето ова да не биде сега веднаш одма, после крајот на овој месец, средината како му доаѓа, зашто сакаме да спремиме нови работи со бендот и да биде доста по-добро, интересно и издржано. А ние сме тука секогаш да ги следиме сите новости поврзани со Сара Мес. Ти се заблагодаруваме што внесе свежина и ведрина како и секогаш во нашето студио. Се гледаме во некоја следна прилика и посакуваме многу успех на Лажев заедно со Дамјан Печиновски, целиот оној проект и сето тоа што ти во иднина планираш да го сработиш. Тај Боже, ви благодарам од се срце. Јас ви посакувам вас многу успех, вие сте ми многу мили и продолжете да си се водите емисии да бидете вака насмеани секогаш. Благодариме многу, Сара. Драго ни е нас што со ваква убава и позитивна енергија ќе го заокружиме ова издание на Македонија денес. Како и секогаш ви благодариме што до крај бевте заедно со нас. Тука следува и поканата. Знаете дека секој работен ден во 10 часот, нешто после 10 часот, започнува Македонија денес, а така ќе биде и утре. Ви благодариме на довербата и на вниманието. Бидете и понатаму со нас и следете не и на социјалните мрежи. Имајте пријатен и убав ден. Фотографиите се прават за спомен. Што поприродни, тоа подобро. Може. Натурали, тако е. Браво! А со некој додаток Натурали артија, Давај стави саксио на глава. се вистинска уметност. Можете, молим вас, Андре, само стомак да учите. Hoćete da ja tebi ovo ne platim, brate? Не, одличен е стомак, мислам. Medvedi, zlatokоса, rane, jedno drugo grožđe i banana. Учути да се стека веќе.